Љубиша, повели, најави го соговорникот и да видиме што има да каже, бидејќи не чекаат локални избори. Така, значи утринава утински брифинг се јавува од Кочани. Во Кочани има двајца кандидати само, од ВМРО, ДПМН и од СДСМ. Ние за утринава прво разговараме со господинот Љупчо Папазов, кандидат на ВМРО ДПМН. Господине Папазов, ајде да ви дајме прво време да кажете како Кочани ќе го направите попристојно место за живење. Добро утро за гледачите на вашата телевизија, добро утро за граѓаните на општина Кочани. Кочани заслужува да биде пристојно место за живење, место каде што младите ќе ја препознаат својата иднина. Во програмата која ја нудам за локалните избори 2021 се офатени повеќе области од општественото живење. Зборуваме за комуналните работи, инфраструктурата и сообраќајот, зборуваме за заштита на животната средина и урбанизмот, локалната самоуправа, економскиот развој, безбедноста и противпожарната заштита. Зборуваме за социјалната заштита, развој на стопанството, за невладиниот сектор, зборуваме за делот од меѓународната соработка. Сето тоа е спакувано, да кажам, во неколку проекти кои очекуваме дека граѓаните на Кочани ќе ги препознаат како своја перспектива и иднина, а ние ќе бидеме реализатори на тие идеи и тие проекти аплицирани од страна на граѓаните. Ако треба да ги наброиме основните, односно приоритетните проекти, тоа е решавање на сообраќајниот метеж во Кочани. Кочани се соочува со една сообраќајна гужва која е лоша гледка за градот Кочани и планираме со изградба на нов јужен влез од страната на магистралниот пат А3 да ја решиме брзината на влезот и излезот од градот, изградба на катна гаража која ќе го реши паркирањето во централното градско подрачје, катна гаража која ќе биде изградена во согласно со деталните урбанистички планови, со идеите и предлозите на граѓаните и ќе го унапредиме постоечкото решение на паркинг просторот во централното градско подрачје на повисоко ниво. Делот од инфраструктурата предвидува уредување на коритата на Кочанска река и на река Масалница со симнување на постоечките коти, симнување на нивото на подземните води, избегнување на поплавувањето на околните објекти кои гравитираат околу двете реки и во исто време давање на ново естетско и урбан лик на овие локации. Меѓу другото, го предвидуваме и уредувањето на паркот Лукубија, на споменикот на слободата, понудено на едно ново, естетско, модерно и решение кој ќе биде срталиште и место за рекреација и уживање на граѓаните на општина Кочани. Господине Пазов, сигурно и други проекти да ги набројувате. 4 години се многу и малку. Ја знам дека се во време на преизбори се тоа многу од страна на сите кандидати за градоначалници. Успеете ли за 4 години сите овие проекти да ги реализирате или тоа тешко оди некако пракса? Во програмата лоцираме и временска реализација, време за кои ќе бидат реализирани и сметам дека она што е издржливо и можно да се финансира од локалниот буџет кој изнесува околу 200 милиони денари на годишно ниво и кој ги има најдобрите времења на реализација околу 85% во делот на реализацијата на расходната страна и приходната. Сметам дека со средствата кои се извор од граѓаните ќе успееме овие основни проекти да ги реализираме. За дел од проектите ќе ни треба дополнителна помош, како што се поддршка од државни институции, поддршка од министерства и донации кои би се обезбедиле со меѓународна поддршка и аплицирање кон меѓународните фондови.
Значи сепак некој ќе потребна поддршка од државата. Сега премиерот најави дека од година ми се чини ќе се зголеми данокот од 3 на 6%, ако не се лажам на персонел данок и данок. Дали тоа ќе помогне во развојот на општините воопшто? Ќе помогне во делот на сервисирање на основните трошкови во работењето на општината Кочани и на сите општини во Македонија. Суштината за препознавање и реализирање на поголеми инвестициони зафати е во реализацијата на приходите од продажба на градежно земјиште и од приходите за уредувањето на градежното земјиште, популарните комуналии. Услов за такви приходи е донесување на нови детални урбанистички планови. Кочани донесе генерален урбанистички план во 2016 година. За да се реализира генералниот урбанистички план, потребни се нови детални урбанистички планови кои ќе ги третираат градските четврти, сега популарно наречени, и кои треба да се реализираат, во кои микросредини треба да се реализираат градежни активности. Ако успееме тоа да го направиме преку нови дупови и потикнување на стопанската активност во тие локации, обезбедување на приходи по основ на продажба на градежно земјиште и приходи од основ по основ на уредување на градежното земјиште, односно комуналиите, сметам дека ќе имаме можности да ги реализираме проектите кои ги нудиме во нашата програма. Господин Папазов, Кочани не ги има дека 30.000 жители. Не е Њујорк. Последниот попис 38.000. Одлично, за скоро 30.000 граѓани, ако рековте дека пред малку дека добар дел се иселува од Кочанчани, заминуваат од Кочани од различни причини. Сакам да прашам, значи вие сте двајца кандидати. Не е голем градот за да ги утврдите приоритетите, веројатно во некои проекти, ја не сум разговарал со вашиот против кандидат, имате и слични проекти. Како ги нијансирате кој што ќе понуди и во што граѓаните ќе можат да се определат за кого од вас двајца? Во суштина, проектите ниту се на Николчо Илиев, ниту се на Љупчо Папазов. Проектите и средствата од кои ќе се финансират тие проекти се од граѓаните. Ние треба да имаме слух за идеите, предлозите и барањата на граѓаните. Ако успееме тоа да го доловиме, да им го пренесеме како порака, сметам дека тогаш би ја заслужиле нивната поддршка и нивната доверба и да го добиеме нивниот глас на 17 октомври. Пред да ве прашам од што не сте задоволни од сегашниот градоначелник што направил, морам да потсетам дека вие во еден изминат мандат на градоначалникот пред Николчо беше од ВМРО ДПМН, тоа беше господинот Радко Димитровски, бевте директор на јавното предпријатие. Вие фактички сега правите камбек во политиката, се враќате повторно. Што тогаш не успеавте да направите, а сега би го направили истото, бидејќи на некој начин имавте една шанса и тогаш да придонесете за развојот на Кочани. Значи имате свој бекграунд кој што може да е позитивен и негативен. Сте имале можност 4 години да сработите нешто. Зборуваме за период во кој локалната власт ја практикуваше ВМРО ДПМН. Од 13 до од 2009 до 2017. Ако почнеме да зборуваме за проектите кои беа тогаш реализирани, тоа се многу проекти. Само ќе спомнам неколку зад кои стои моето име. Беше започната постапката за реализација на еден од најголемите капитални проекти во последните 3 децени во Кочани. Изградбата на пречистителната станица за отпадни води. Од изработката на студијата, од изработката на студијата за оправданост за изградба на пречистителна станица, студијата за влијанието во различните среди на проектот за реализација, изборот на изведувач, значи и сега ви во програмата, колку што се сега? Сега во програмата е делот на завршувањето на пречистувањето на отпадните води. Тука недостасува, односно е потребно да се реши проблемот за 4 села кои немаат приклучок на постоечката пречистителна станица за отпадни води. Тоа е селото Тркање, Долни Подлог, Градовци и Прибачево. Градовци и Прибачево ќе се приклучат со
изградбата на колекторот кој доаѓа од Виница до село Мојанци, каде што е лоцирана пречистителната станица за отпадни води, а за тркање и долни подлог треба општина со своји средства да направи напори за да го реализира за тоа. таа долга низа на години ВМРО ДПМН сигурно успеала да направи нешто, би било глупо ако не направила ништо. Но за долг период дел од овие проекти што сега ги имате, зошто тогаш не ги реализиравте? Сте имале шанса, значи сега повторно ви влегуваат програмата, сте можеле да бевте да ги направите. Значи пред малку го кажав дека генералниот урбанистички план за Кочани беше донесен во 2016 кога завршуваше мандатот, а генералниот урбанистички план нуди нови можности кои ги ставаме сега во програмата. Значи уредувањето на пристапот во градот. Значи овие втора шанса да го направите тоа што не го направивте тогаш. Така е. Не довршивме, еве како кога ме прашувате што не направи, што би направил. Беше заменет дел од средна зона на притисок кога управува со комуналното предпријатие во должина од 6,5 километри. Финансирано од заем од Светска банка. На тој потек нема ниту еден дефект на водоводната мрежа. Водоводната мрежа во средна зона е подолга и очекувам дека тоа ќе го довршиме. Беше заменет 1,5 километар од главниот потисен цевковод од изворите на водоснабдување на Кочани на брегот на Брегалница, останува да се доврши и останатиот дел од главниот потисен цевковод. Значи тоа се недовршени работи, а очекуваме еве со понудените проекти во програмата да ги решиме и да ги реализираме. Што мана му наоѓате на сегашниот градоначелник или што мислите дека граѓаните му наоѓаат на актуелниот градоначелник за да можете вие да го надоградите? Го слушам гласот на граѓаните и еве мојата реакција од името на граѓаните. Кочани беше во овие последни 2 години соочено со повеќе ризици кои го направија чувствителен, ранлив, неотпорен на современите ризици. Прво од здравствен аспект. Сметам дека системот затоа и во делот на справувањето со ковид кризата. Отидоа многу животи, се потрошија многу средства за одржување на здравјето на граѓаните. Кочани беше соочено и со неконтролирани пожари кои дојдоа до последните куќи од градот и ги загрозуваа животите и имотот на граѓаните на Кочани. Сето тоа покажа една неспособност во делот на справувањето со оваквите современи ризици. Ги покажа слабостите на системот, а сигурно и општини Кочани е многу важен дел од како институција, како систем во делот на решањето на таквите состојби. Затоа нудиме нови решенија во делот на справувањето со ризиците, формирање на тело кој ќе тело во состав на Советот на општина Кочани кој ќе управува со оваквите современи ризици. Можност за превенирање на таквите состојби. И сметам дека граѓаните добро го знаат тоа и најмногу со собствена иницијатива на доброволна основа се вклучија особено во делот на справувањето со пожарот, во превенирањето и санирањето на последиците од пожарот. Општата јавност генерално за Кочани, ако не доаѓале тука, ако не се одблиску запознани, има две категории пошто е најпознат Кочани, тоа е геотермалните води и оризот. Дали се уште тоа е најтрадиционални како да кажам, бенефити во Кочани или нешто се менува на економски план во овој град, мал град? Како економски се развива Кочани? Има ли можност за странски инвестиции, за домашните компании да се развијат? Како тоа може да се менаџира од аспект на градот? Столовите на кои треба се подпира Кочани се земјоделието, туризмот и геотермалните ресурси. Геотермалните ресурси имаат капацитет од 330 литри во секунда, што е многу повеќе од капацитетот на изворите за водоснабдување на Кочани, кои изнесуваат околу 280-290 литри. Тие градот ги користи и тоа се уште само оранжериите? Геотермалните води се користат за затоплување на оранжериските комплекси и за затоплување на неколку основни училишта. Ама семејствата уште ги нема таква можност. Се обидовме во еден период да ги анкетираме и да
послушаме заинтересираноста на граѓаните, направивме една анкета на потегот дека поминува цевководот кој води од изворите во Долни Подлог до капацитетите кои располагаат со геотермалните ресурси во Кочани. Одговорот од таа анкета беше дека многу тешко може тоа да се реализира и бајра по сериозни инвестиции. Сметам дека искористувањето на геотермалните ресурси може да се случи со јавно-приватно партнерство, со потенцијални инвеститори кои ќе препознаат квалитетите на изворите од геотермалните води и квалитетот на водата која ја располагаме како природно богатство. Добро. Во делот на земјоделието, само да ви одговорам, тука надлежностите на општината се минимални. Глобалните влијанија се чувствуваат и на локално ниво. Имаме сериозна конкуренција од увезен ориз. Да, ЦЕФТА тоа го дозволува дека мора да има отворени граници движење на стока и капитал. Се надевам дека оризарите ќе најдат договор со владата и дека нема многу да протестираат. Како ќе го решат тоа, не знам, но не очекувам дека вие, ако бидете градоначалник, дека постојниот ќе застане заедно со нив како Кавадаречкиот во протестите што ги правеа лозарите во Кавадар. Се ви благодарам многу за учеството во утински брифинг. Се надевам дека ќе имаме можност пак да разговараме на оваа тема. Ви благодарам и вам, се надевам исто така. Еве, тоа беше малце подоцна, ќе се вклучиме и со вториот кандидат, со Николчо Илиев, за некој 1 час подоцна.